Комуникација, доверба. Толеранција, решавање конфликти. Секој пат кога ќе видите некој тажен, луд, среќен или исплашен, запрашајте се како би се чувствувал јас да сум на неговото место. Да ја користиме оваа супермоќ, емпатија, секој. Емпатија е вештина која се учи и станува посилна колку повеќе ја користиме. Ајде, сите заедно да шириме добрина. Да бидеме подобри пријатели, подобри соученици и да го направиме светот поубаво место. Користете ја, вашата емпатија. Емпатија значи да се обидеш да разбереш како се чувствува некој друг, да ја почувствуваш неговата радост, тага или страв. Кога имаме емпатија, ние не се смееме на туѓата мака. Тука сме да помагаме, слушаме и покажуваме добрина. Добрина, добрина, добрина. Зошто си тажна, Дарија? Го изгуби својот миленик. Навистина ми е жал што го изгуби твојот миленик. Знам колку ти значеше и колку боли да се разделиш од некој што толку го сакаш. Тука сум, ако ти треба некој за разговор или само некој да те пребере. Ти благодарам од срце. Мило ми е што имам ваков другар. Зошто да лажеш, Гела? Сите ми се смеат, бидејќи не знам да играм фудбал, но ми кажат дека никогаш не да научам да играм. Немој да плачеш, другар. Јас ќе те научам да играш фудбал, не е тешко. Ајде, одиме! Моето омилено мече го загуби, а без него не можам да заспием вечерва. Многу сум тажна. Ох, разбирам. Знам колку е важно омиленото мече. Што ако за денес го споделиме моето? Јас можам да го земам моето резервно, а ти можеш да го земеш моето главно мече. За една вечер. Навистина, тоа би било прекрасно. Ти благодарам, Стефан. Нема проблем. Сите понекога сме тажни. Важно е да се поддржуваме. Не знаеш што да каже, не осудувај го, срцето не лаже. Може би е повреден, може би е збунет, со емпатија му помагаш да се смири, да се снајде. Емпатија значи да чувствуваш ти како се чувствува некој друг во тој миг, да бидеш добар, да бидеш пријател, со срце што разбира, тоа е највредната цел. Емпатија
Па,